Почитуван господине Виторино, почитуван колега Цикотиć, почитуван колега Аџиć, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Ми причинува особено задоволство што како министар за внатрешни работи заедно со Меѓународната организација за миграции во рамките на чешкото председателство на Советот на Европската унија да бидеме соорганизатори и домаќини на Министерската конференција за одржливо управување со миграција од Западен Балкан. Менаџирањето со миграција е комплексен безбедносен предизвик со кој веќе подолг период се соочуваме како држава, но и како регион во целина, бидејќи Балканскиот полуостров е дел од мигрантските рути и подрути кои водат од Азија и Африка кон Централна и Западна Европа. Нелегалните миграции се секојдневна тема на дискусија и действување на политичките служби во нашиот регион и во Европа. Каде притисокот и транзитот на нелегалната миграција и во 2022 година останува висок, а криминалот со криумчарењето на мигранти поради побарувачката за криминални услуги понатаму е привлечен и многу профитабилен за криминалните групи. Актуелните воени и политичко-безбедносни кризи на Блискиот и Средниот Исток, неповолната економска и социјална состојба во матичните земји влијаат за обиди за влез и транзит на нелегални мигранти низ нашата земја. На нашата јужна граница веќе 7 години споделуваме заедничко искуство на работење со странски полициски службеници преку континуирано имплементирање на меѓународната заедничка операција со помош на ИОМ, во која учествуваат колеги од 8 европски земји, од кои 7 се членки на Европската унија со максимален број од 160 распоредени странски полициски службеници. Подпишувањето на договорот помеѓу Република Северна Македонија и Европската унија за определени оперативни активности спроведени од страна на Агенцијата за Европска гранична и крајбрежна стража во Република Северна Македонија со гордост го промовираме во последниот месец и на меѓународно и на национално ниво, за нас има повеќе значење. По ратификацијата на договорот со цел обединување на силите и зајакната координација се отвара можност за распоредување на персонал на Фронтекс во земја. Со тоа дополнително ќе бидат регулирани и прецизирани политиките и практиките за заштита на границите, што пак ќе придонесе зајакнење на капацитетите за контрола на миграција, особено на нелегалните. Дозволете ми да ја истакнам важноста што Министерството за внатрешни работи ја придава на меѓународната соработка на стратешко и на оперативно ниво во менаџирањето со миграцијските текови. Во оваа насока горди сме што имаме повеќе проекти што се реализираат токму со поддршка или со соработка со ИОМ, со агенциите на Обединетите нации и со други партнери од меѓународната заедница. Клучна активност на нашиот пат натаму во одржливо управување со миграциите во Западен Балкан представува напредокот во реализирање на меѓународната прекогранична соработка, зацврстена меѓународна доверба, зголемена размена на информации, која е најдобар доказ за нашата подготвеност да го направиме безбедносниот амбиент уште поповолен, а со тоа и напредокот во европските интеграции уште побрз. Ова денеска го докажавме и потврдивме и преку заедничката декларација на министри што беше усвоена на оваа конференција. Уште еднаш сакам да се заблагодарам најнапред на чешкото председателство, што заедно и со поддршка со Меѓународната организација за миграции ја организиравме оваа конференција, на сите министри, шефови на делегации кои што земаа учество и кои што заедно покажавме обединетост и сплотеност во намерата да обезбедиме безбедност за нашите граѓани и за граѓаните од нашиот регион. Ви благодарам.